Па добро, во право сте, е оптимистички, меѓутоа нашите резултати го прават тој оптимизам да биде на тоа ниво. Мислам дека одигравме турнир стварно прв круг, одигравме турнир стварно доста квалитетен, кој што покажавме многу работи, покажавме цврстина, покажавме борбеност и покажавме квалитет и мислам дека тоа се тие работи кои што ни даваат оптимизам да се надеваме на висок пласман. Не сакам да кажам дали ќе биде тоа полуфинале, меѓутоа сакам да одиме чекор по чекор. Мислам дека се уште не сме на тоа ниво да ветуваме било што. Мислам дека сме на мала репрезентација која што кажав вчера се бори многу и дава све од себе и дали ќе биде тоа полуфинале, ќе биде тоа четврто место или пето или не е важно, или златно, тоа не можеме да го, бар јас не можам и не се осудувам да го ветам. Можам само да ветам дека ќе се бориме како на сите до сегашниот период, па кај ќе не однесе тоа ќе видиме. Шпанија е следен меч, рековте одиме чекор по чекор, што можеме да очекуваме од овој натпревар, имате и доста време за одмор? Па првата позиција ни дава доста време за одмор, имаме највеќе ние и Шпанија ќе имаме највеќе време за одмор. Мислам дека се работи за една репрезентација која што се бара се уште себе си, имаат многу голем квалитет, располагаат со огромен квалитет, меѓутоа се уште се бараат себе си со новиот селектор, со новиот начин на игра, како одбрана, така и во напад, и мислам дека тука треба да ја бараме нашата шанса, која што сигурно дека постои, меѓутоа пак зависи од самите нас, зависи од тоа како ќе се припремиме овие 4 денови, како ќе бидеме ментално стабилни, затоа што сега сите очекуваат од нас, како што кажавте вие, медал, меѓутоа сега притисокот е дупло поголем и ќе видиме како ќе се носиме сите со тој притисок.